Ајде, добро утро. Сато е 7:30. Еве ме во прекрасната соба во Тромсо. Место е екстра супер. Надвор е околу 10 степени. Полега се спремаме за тргнување. Еве мапата. Значи, вчера тргнавме од Arctic Circle Center. Стасавме се до Тромсо. Шо е планот за денеска? Планот за денеска е да возиме по фамозниот E6, да стасаме во Алта. Тука ни е првото застанување. Треба да видиме едно многу кул место. И после од Алта конечно стасуваме на Нордкап. Имаме за возење околу 550 км. Че ми треба некаде 8-9 сати. Се гледаме по пат. Еве полека заминувам од хотелот. Сега одам да направам една брза панорамска прошетка низ Тромсо. Да го видам и на ваков начин. И после полека се движиме на кај Нордкап. Вчера се прошетав малце низ Тромсо. Можам да кажам дека е многу модерен град, полн со историја. Меѓутоа Тромсо делува како една голема рушевина. Секаде нешто се гради, секаде нешто се поправа. Од тротоари до затворени улици, кои што се во катастрофална состојба. Меѓутоа, тоа е тоа. Како што кажав, Тромсо е полн со историја. Овдека се најдува најсеверниот универзитет во Европа. Црква во Европа. Исто така бил познат како Париз на северот, заради тоа што одавде тргале сите истражувачи кои оделе да бара нови територии кон северниот пол. А еден од нив е Роналд Амундсен, односно првиот човек на северниот пол. Многу ми е криво што Поларниот музеј беше затворен. Малце е овдека чудно во ова Скандинавија. На малце подруг начин функционира работите, за разлика од кај нас. А тоа е до 4-5, максимум 6 сато се е затворено. Зато може на видеата да ви делува дека кизне кај сум. Сега се движиме на кај Алта. Имаме околу 350 км за возење или околу 5 сати со максимална брзина од 80, на некои делници 90.
Тоа е. Еве гледате, пее се. Знака ништо нема. Цела Норвешка е буквално тотално збунувачка за возење. Добро е. Не подизненади сонцево денеска. Ако е 14 степени, само тоа што го има сонцето, одма се чувствува потоп. Плюс денеска воопшто нема ветар. Искрено, од целото истражување што го имав направено, можам да кажам дека имам прилично голема среќа во однос со времето. До сега ни еднаш ми нема заврнат, што е одлично. Заради тоа што да возиш 500 километри на дожд би било 10 пати потешко. Сега ќе видиме какво ќе биде времето на Нордкап. Таму знај да биде и многу лошо, со магла. Меѓутоа, за денеска и за утре пишува дека ќе дува ветар, што е фантастично заради тоа што тоа значи дека ќе биде чист. Па ќе видиме. Сега се најдувам на Northern Lights Route или пат или рута на поларните светла. Тоа, како што знаете, е еден природен феномен кој што се јавува блиску до северниот и до јужниот пол. Односно, тоа се оние зелени светлини во теко на ноќта. Овој пат е познат по тоа што се гледа тие светла на вечер. Најчести се измеѓу април и мај. За жал сега е крајот на јуни. Правев муавет со газдата на хотело кај што бев во Тромсо. Иначе исто така и Тромсо е многу познато место за северната поларната светлина. И тој ми кажа дека се случува да се гледа и во јуни, меѓутоа многу ретко заради тоа што веќе овдека навечер е светло, односно нема вечер. Една работа што ја забележувам, како се движиме се
по-на север и по-на север. Пато е се во полоша и полоша состојба, дури и за наши македонски услови. Сега иде овде може не се гледа дека има нешто, меѓутоа последните 15 на километри беа поприлично лоши. И една друга работа, откако влеговме во Артичкиот круг, како што се движиме на кај Нордкап, цената на горивото е се поскапа и поскапа. Ако пред Артичкиот круг беше некаде измеѓу 19 и 22 норвешки круни за литар, овдека сега навлегуваме дебело во 25-26, еве последно турив и 27 норвешки круни за литар. Меѓутоа, таа е инфраструктурата. Овдека нормално е тешко да се донеса машини за поправка на пато, гориво, луѓе и така натаму и така натаму. Сега сме во сезона кај што е топло за овдека, меѓутоа можам да замислам спрема рампите на пато и спрема рампи пред тунели и рампи пред планински превои, дека овдека дебело има снег во зимен период, па и од тука може затоа инфраструктурата е таква каква што е. Иначе не јуни месец, а уште може да се види снег на планините. Овие тунели поприлично многу ги неичам. Надвор температурата беше 16 степени. Еве тунел долг 6 километри. Температурата се спушти на 9 степени. Поприлично голем шок. Практично in the middle of nowhere, на знак 60, полицаец со радар скриен позади знак. Значи го кажав ова, овдека во Норвешка нема играње. Значи знаците се почитува максимум. Иако лесно заради овие видици може да се забораиш и да потекнеш со брзината. Вакви места поминав 3-4 до сега, меѓутоа ова е најлошото. Можеле барем малце подобро да го направа овој пат. Ти клава шубе
за гумиите одма. Доброто е што беше многу кратко. Си изнајадов прашина. Вау. Чисто вау. Немам збори. Нешто работа на патов. Веќе долго време на секој 15 на километри има по нешто. Па сега еве се вози за тоа возилово, што зошто како поима немам. Уште еден асфалтчетура? Може би, може би. Да. Over here? Ah. Дојдов во музејот Алта. Местото е пронајдено случајно во 70-тите години. И представува слики изгравирани во камен стари 5000 години. Односно од праисториско време некој ги изгребал, ги изгравирал во камен. Сега ова црвенава боја што ја гледате е само стаена за полесно да се гледа сликата. Сликите представува сцени на лов, односно луѓе кај што лова животни, кај што рибара. Фасцинантно. Многу кул место. И многу интересно што после 5000 години природата ги зачувала за да бида пронајдени после неколку време. Тоа што ме фасцинира е исти вакви слики од лов, од праисториско време, може да се види скоро на сите континенти во светот. И интересен е фактот што толку во еволуцијата толку сме биле слични како луѓе. Еве овдека се гледа кај што не се нацртани со црвена боја.
тешко може да се препозна и нешто. Тоа беше Алта музео. На излегување ја прашав вработената во музео, па ми даде дополнителни информации како уствари е пронајдено местото. Во 60-тите татко и син, кои всушност живееле тука близко, се движеле нон-стоп и случајно го пронашле местото, иначе претходно имало многу вегетација тука, па зато толку долго не било пронајдено. И всушност уште пронајдува цртежи. Последниот бил пронајден во 2019 година. Многу кул место. Сега продолжуваме за Нордкап. Имаме околу 226 километри. Или некои си 3 сати. Сега овдека во местово сум потрага по бензиска и продолжуваме за Нордкап. Ево ми се најаки. Цел дом на точак. И многу ги има вакви. Обично се французи или германци. Веќе со неколку се запознав и правев муабет. Целата таја приказка не му ја разбирам многу. Мислам, за некој ова ја што го праме лудост. За мене не ова е тотално нормално, али она е лудост. Буквално заминувана авантура и не се враќа дома по 5-6 месеци. Дури во Тронхајм во хостело се запознав со шпанка која 5 години дома си нема појдена. Исто онака на точак. Така да, тоа е тоа. Интересно. Ситно броиме. Уште 197 километри. Али само видете колку се смени пейзаж. Нема поиќе дрва, нема поиќе вода, нема поиќе фјордој. Норвешка е фантастична. Кој е љубител на природа, обавезно мора еднаш во живото да го види ова.
стасуваме во смештајот што го имам резервирано за вечерва, тоа е овие маливе којчарки. Еме, дечки, стасав во кампо кај што престојувам на Нордкап. Знам дека може очекувавте дека одма чодам на знакот Нордкап, ама не. Сега ќе одморам малце, само што си порачав за јадење во ресторано. Мораше да се почестам нешто. Сега одам да одморам и се гледаме на Нордкап. Сакам да му се заблагодарам на мајка ми и на татко ми, да ги поздравам и да му се заблагодарам што ме трпа да правам вакви глупости.